Денешниот ден е секако светски ден на здравјето и генерално нели посветен на здравствената состојба на луѓето. Ќе зборуваме токму за тоа и тоа ќе биде нашата утринска тема за која што ќе дискутираме со нашиот гостин, професор доктор Игор Спировски, кој што ни доаѓа од Институтот за јавно здравје. Годинава инаку слоганот за одбележувањето на овој светски ден е здрави почетоци, надежна иднина, со оглед на тоа што светскиот ден на здравјето во 2025 година е посветен на мајките и на новороденчињата. Веројатно оттаму, од каде што потекнува еден живот и нели како понатака истиот ќе се негува, останува на самите индивидуи. Дел од темите кои што ги поставивме е за тоа колку македонците се грижат за сопственото здравје и дали животниот стил или генот се пресудни за здрав и долговечен живот. Што е пресудно, веројатно ќе дискутираме денеска со доктор Игор. Добре ни дојдовте. Добро утро. Добре ве најдов. Благодарам за поканата. Годинава слоганот го споменавме, доктор Игор, здрави почетоци, надежна иднина. Годинава денот е посветен на мајките и на новороденчињата. Па ајде малку ќе го продискутираме тој момент, а понатака ќе се задржиме генерално на сите оние работи кои што треба да придонесат за една индивидуа да има убав, квалитетен и здрав живот. Така е. Прво сакам, дозволете ми да го честитам овој празник, мислам овој ден на сите вработени во здравствениот сектор, кои што еве гледаме понекогаш ќе видиме колку е тоа важно на некој настани како што ни се случија пред неколку недели оваа трагедија во Кочани. Здравствениот сектор и одговорот на здравствениот сектор е само доказ колку тој сектор ни е потребен и колку треба да го негуваме, да го одржуваме и сите вработени во здравствениот сектор да се чувствуваат прво безбедно и сигурно на своите работни места за да може да го дадат својот максимум во справувањето со овие настани. Инаку здравствениот сектор не се справува само со вакви настани, туку секојдневно и во делот на превентивната медицина и во делот на лекувањето на пациентите. Има секојдневни предизвици, така што заслужува барем еден ден во текот на годината да им се оддаде признание на колегите и на сите вработени. Така е, светскиот ден на здравјето или 7 април, покрај тоа што даваме признание на здравствените работници или оние кои што се дел од здравствениот сектор, особено кај нас, се изложени на голем број предизвици. Од друга страна, секогаш кога имаме вакви ситуации или трагедии, за жал ваква трагедија ни се случи и од тој аспект голем број од оние кои што и можевме да прочитаме и слушнеме и коментираа дека навистина здравствените работници буквално се дадоа во цела оваа ситуација, што е својствено токму за нив. Од друга страна, другата задача на здравствените работници е да се пренесе информацијата во однос на превенцијата, на индивидуалното здравје, но и на јавното здравје. Она кое што е особено важно не само еден ден во годината да го зборуваме, туку 365 дена и да се потсетуваме, но и да не ги забораваме советите и препораките на докторите. Секоја година од Светската здравствена организација, нели е целата таа овој ден, но и мотото кое што пристигнува, иако имаме конкретно за мајки и новороденчиња оваа година, сепак ние зборуваме за нели општата популација, па може да тргнеме од мајките, кон новороденчињата, нешто што еднината се разбира, но и за тоа колку еве после многу години од одбележување на овој ден сме свесни за тоа што всушност треба да биде наш приоритет и како да се грижиме за нашето здравје. Така е. Добре е, баш се радувам што е такво мотото на годинешниот ден на здравјето, затоа што раните почетоци се многу важни и се повеќе научни докази докажуваат дека што порано се почне со пренесување на здрави навики, здравите навики првенствено на мајката и на се уште нероденото дете, а потоа и детето во најранливата возраст, во време на новороденче, во време на доенче, до првите 3 години, до првите 5 години. Значи има неколку интервали на многу ранливи периоди во кои што треба да се практикуваат и да се пренесуваат на детето, некогаш и несвесно да прима сигнали за тоа како се однесува неговата околина, за да може тоа да го практикува подоцна во неговиот живот. Така што раните почетоци се важни. Секогаш нас ни е должност да го спомнеме доењето како една работа која што сега веќе имаме доволно знаење и доволно пракси, доволно докази, доволно параметри кои што ни укажуваат дека имплементација на доење и практикување на доење во првите 6 месеци од животот
придонесува децата кои што подоцна треба да пораснат да имаат своји карактеристики кои што ќе ги заштитат од идните здравствени предизвици, повеќе од оние кои што не биле доени. Секако, доењето не е само избор, туку и можност. Ако нема мајката можност да го дои своето дете, има и други начини, меѓутоа во однос на здравје, во однос на безбедност на храната, тоа што и ние секогаш го спомнуваме, мајчиното млеко треба да биде незаменлив прв избор, за да може детето и во иднина да има подобар старт и подобар почеток, подобри пренесени некои имуни карактеристики кои што ќе го штитат во иднината. А тоа е докажано и има и се повеќе докази за тоа дека и од други ризици штити доењето, например децата кои што се доени ексклузивно 6 месеци имаат помал ризик од појава на зголемена телесна тежина и дебелина, да речеме. Има такви се повеќе наоди, така што има и други ризици кои што се намалуваат преку раните добри почетоци. Сега споменавте дебелината и тоа е еден голем проблем веројатно во нашата земја. Ги споменавме овие први генерации или новороденчиња кои што понатака нели треба да прираснат во сами своји индивидуи кои што ќе се грижат за сопственото здравје, но тие навики здрави или нездрави се пренесуваат нели од семејството и од околината во која што живееме и функционираме сите ние. Веројатно ќе се случите дека имаме се посвесни нови генерации и тоа е добро што е тоа така, но еве ајде малку околу тој проблем со здравите навики. Колку кај нас луѓето се отворени, макар и да променат во подоцнежни години некакви навики кои што секако ќе влијаат добро на нивното здравје, и колку сметате дека имаме напредок во поглед на тие понови генерации и нивните начини на тоа како ќе функционираат? Јас го делам вашето мислење, ова што го спомнавте дека новите генерации се посвесни во однос на претходните генерации, од нашата и од пред нашата генерација. Немам, ова се емпириски докази, вака од искуство, немаме доволно докази да докажеме дека е тоа така во смисол на наоди, пишани и така натаму. Меѓутоа впечатокот е тој дека младите се повеќе и се порано почнуваат да се грижат за своето здравје и тоа треба да се поздрави. Она што нам ни е важно кога го гледаме профилот на здравјето на нашето население е неколку само здравствени или здравствено-економски параметри кои што ќе ни докажат дека или ќе ни покажат дека нашето население е со зголемен или со намален ризик од определени состојби во споредба со определени други популации, други земји, други ранливи популации, родови разлики и така натаму. Во секој случај може да кажеме дека имаме подобрување во однос на свесноста за здравјето. Нашето население главни ризици, главно оптоварување има со незаразни болести. Сега ковидот таа статистика ја поремети и полека пак се враќаме на што беше пред ковидот. А тоа сте болести на кардиоваскуларниот систем, малигни болести, хронични респираторни болести, ендокрини пореметувања, како што е диабетот и така натаму. Кои што доведуваат до сето тоа? Нездрави навики за исхрана, за живот? Видете, има две причини. Едни се индивидуални, тоа е вие што ги спомнувате, нашите навики, кои што си ги пренесуваме. Дел од нив се пренесуваат и генетски, мора да спомнеме. Мислам, не се пренесуваат навиките генетски, туку ризиците се пренесуваат генетски. И тука ништо не можеме да направиме, за жал. Она што ние треба да го направиме, да видиме на овие модифицирачки фактори, ги викаме, дали може да делуваме. Тие навики, секако дека може да ги делуваме, да ги менуваме, и тие се еден голем дел од целата приказна. Меѓутоа, другиот проблем е средината во која што живееме, на која што индивидуата сама по себе не може само така едноставно да влијае. Дали има можности за практикување на физичка активност во околината во која што живее, не може да влијае индивидуата, туку оној кој што го планирал тој простор како да се развие. Дали ќе има можност социоекономски да издржи да купува определена храна, не е само до приходите на индивидуата, туку и до цените за кои што често се зборува во вашите економски рубрики, вакви кошнички новогодишни, еве сега велигденски и така натаму. Значи, тоа е еден спој на индивидуалната одговорност, но и на одговорноста на оние кои што ја
креираат, да речам, средината во која што ние живееме. Така што тој сооднос и балансот во таа Од друга страна пак карактеристика имаме загадениот воздух, кој што е многу присутен. На тоа контрола немаат ни надлежните. Па може да се согласиме и да не се согласиме во однос на тоа. Контрола сигурно не можеме 100% да имаме, меѓутоа можеме да направиме и да регулираме колку што можеме. Пак ќе речам, немодифицирачки фактор. Климата, климатските промени кои што се случуваат пред наши очи. Во еден период беше, ние теоретски зборувавме за нив, гледавме само научни докази кои што покажуваат дека се случуваат тие, меѓутоа додека не ги видиме со своји очи. Што е ова ако некои различни промени на климата кои што се покажуваат? Овие што ги викаме екстремни временски настани. И тие влијаат и на климата и на здравјето. Се почести поплави, пожари и така натаму. Топлотни бранови. Нешто што се случува и што исто така влијае на здравјето. Ќе се задржиме и малку подоцни во однос на тоа како и климатските промени и онако што глобално ни се случува може да влијае. Само во контекст на ова кој што претходно го споменавте, а добро го споменавте и важно е да се потенцира и на денешниот ден во однос на правата кои што ги имаат граѓаните за здравствени услуги, пристапот до истите. Предизвиците на граѓаните кои што се соочуваат до пристапот на здравствените услуги и како професор и доктор кој што доаѓа од Институтот за јавно здравје, вашето мислење можеби за бариерите со кои што се соочуваат граѓаните во земјава? Сигурно постојат, иако нашиот систем е со го викаме универзално осигурување, универзално здравствено осигурување и јас мислам дека на тој пат мора да издржиме и тоа универзално осигурување треба да постои за да може секој да има пристап до здравствените услуги. Кога зборуваме за овие ризици, еден од препораките е што порано да се откријат. А порано ќе се откријат само ако населението нема бариери да појде на редовен преглед. Дали е тоа скрининг како сериозна јавноздравствена интервенција која што се практикува кај нас, дали се тоа услуги на примарно ниво, односно до матичните лекари, матичен педијатар, матичен гинеколог и така натаму. Значи се тоа треба да биде покриено со пакетот на основен пакет на здравствени услуги кој што секој жител на нашава држава треба да го има и треба на тоа да обстоиме, треба да ги прошируваме, секако јас како лекар би сакал се да биде бесплатно, меѓутоа знаеме како оди тоа и како економските услови тоа го диктираат, меѓутоа минимум услови треба за да нема бариера, она што вие спомнавте, да нема бариера кон здравствените услуги. И секако да не одиме на лекар во моментот кога ќе имаме здравствен проблем, туку да пробаме секогаш кога можеме да искористиме превентивен преглед, скрининг на кој што не повикува државата да појдеме, на кој што повикува популации за различни состојби, оралното здравје, значи сите тие кои што ни следуваат, нормално дека треба да ги искористиме за да може да ги спречиме прераното почнување на компликациите. Оти работата на здравствениот систем, особено овој дел за јавно здравје на кој што ние работиме, е да спречиме преран почеток на определени болести. Она што порано сме го учеле во книги дека почнува на 40-та година, не знам, диабет, тип 2, да не ни се појавува на 20, на 12 години и така натаму. Да, а факт е дека работите се променети. Така е. И дека мора многу да се внимава на сето тоа. Го споменавме генот или генетскиот фактор како нешто што е многу важно и на кое што не може да се влијае. Но дали генерално животниот стил, начинот на кој што еден човек ќе си го практикува животот или генот се присутни да имаме здрав и долговечен живот. Мислам дека некако се променија и тие работи во поглед, значи не зборувам сега на долговечноста, но на животниот век на македонскиот граѓанин, за жал, некако границата се спушта. Предпоставувам дека бројни фактори нели влијаат, дел од нив ги споменавме. Но колку и животниот стил или начинот на кој што еден човек ќе живее е исто така пресуден за тоа колку ќе имаме долг и квалитетен живот. Точно кажавте, тоа е пресудно. Значи, ако ние не ги усвоиме ризиците кои што знаеме дека негативно влијаат на нашето здравје, сигурно е дека ќе живееме подолго како популација. Пак да се вратам. Сите сме биле соочени со приказните.
ти бадијала се штитиш или не пушиш, дедо ми пушеше 2 кутии цигари и живееше 106 години. Да. Никој не зборува за роднините на тој дедо или баба кои што умирале на 60, на 50 заради животните стилови кои што ги практикувале, туку ние секогаш, тоа е веројатно природно, ќе го издвоиме еден пример Тој што не одговара. кој што ни одговара за да го прикажеме. Меѓутоа вистината е друга. Имате право дека имаме една аномалија во однос на должината на траењето на животниот век, пред се заради ковидот и преку зголемената смртност која што ние ја имавме за време на пандемијата на ковид, и таа влијаеше, ако гледаме сегашните податоци во однос на податоците од 7-8 години, да видиме дека животниот век паѓа. Меѓутоа, траењето на животниот век е прилично константно и полека се наголемува. И во Македонија, сега кога ќе се стабилизира ситуацијата, ќе ги видиме тие податоци, и во Македонија, и во земјите во светот. Значи, населението старее. Старењето на населението доведува до други предизвици, меѓутоа и покажува дека подобрувањето на условите на живење, од базичните работи, имањето чиста вода за пиење, па се до навремени здравствени услуги кај луѓето кои што се болни од тешки болести, подолговречно преживување, дури ако имаме и сериозна болест, напредокот на медицинската технологија и намалените стапки на раѓање, сето тоа придонесува населението во Европа да старее и населението кај нас, така што сигурно стиловите на живот многу влијаат на тоа. Ако ние знаеме кои се главни ризици, а пушењето е ризик број 1, да речеме, ние мора нешто да направиме. На популацијско ниво зборува. Ние мора да се справиме со тој предизвик, да не бидеме она што сме сега. Да не биде тоа социјално прифатена норма, како што била во 1960-тите и 70-тите години. Сега во време кога државите целосно исфрлаат или забрануваат? Не само што забрануваат, има држави во светот кај што не можете да купите цигари, треба навистина да направите напор, стварно да пробате сериозно за да купите цигари. Затоа што прво не можете да ги видите во продавниците, ако ги најдете има така наречен plain packaging, сите исто изгледаат и една кутија чини 20 евра. Така што со такви да почнеме од таму. Значи од тој ризик да го намалиме кај нашето население, влијанието на долговечноста и на подобрените здравствени карактеристики веднаш ќе го видиме. Тука се и другите пороци, да не ги подоцна се и другите пороци. Сега гледам дека вчера беше ден на физичката активност, например, физичката активност, практикувањето, ние треба да престанеме да ја гледаме како ситуација која што ќе ги намали нашите килограми практикување на физичка активност. Нема да се намалат нашите килограми со ништо да не менуваме и само да практикуваме физичка активност. Ама ништо да не менуваме и да практикуваме физичка активност, сигурно ќе го подобри нашето здравје. Така што треба да го гледаме тоа од здравствен аспект, од естетски аспект, нормално секој може да прави она што мисли дека треба да го прави. Меѓутоа од здравствен аспект, таква навика, значи практикување на физичка активност, го подобрува нашето здравје. Параметри на исхраната. Не е само да кажуваме, тоа ние го разговараме и со нашите колеги, и со колегите од примарна здравствена заштита, ние имаме конкретни параметри кои што треба да ги препорачаме. Колку овоше, колку зеленчук, колку масти, колку заситени масти, колку јаглехидрати, колку од нив шеќери. Значи ние имаме стандарди кои што треба да ги препорачаме, за да знаеме да на следната контрола, на контрола по 3, по 6, по 1 год, по 6 месеци, по 1 година, да видиме и ќе видиме подобрено здравје на конкретно на индивидуата или со препораките кои што ние ги даваме. Тоа се популацијски параметри, меѓутоа за кога ги рефлектира некој кој што работи со пациент на индивидуално ниво, тие се моделираат. Не е исто препораката, затоа се тие препораки во проценти, да речеме. Проценти од, не знам, ако вам ви требаат 2200 калории, а мене ми требаат 2800 калории, различно е, значи пак е индивидуална препорака, меѓутоа процентот кој што треба да го задоволиме на определена храна е исти. Тие се препораки на Светската здравствена организација, кои што се моделирани за нашето население и ние ги имаме на веб страната на Институтот за јавно здравје. Да.
Вие, доктор Игор, сигурно сте слушнале, ние сме слушнали исто така, особено овие помлади генерации, некако се многу ангажирани со токму тоа, значи мерењето на калориите, внесот на калории во текот на денот. И што е најважно и што исто можеби е добро да го споменеме денеска, на овој ден, изворот на информациите од кои што се добиваат. Вие велите да го има на страната на Институтот за јавно здравје, нормално препорачано од доктори, од стручни лица, но не секогаш изворот го бараат, особено младите од таму. Извори имаме различни, неверодостојни за жал и од таму и погрешно, нели, практикување на тоа кое што треба во секојдневието во однос на конзумирање и внесување на калории. Веројатно го детектиравте најголемиот проблем на денешницата во времето во кое што живееме. Лесно е да речеме дека младите или возрастните или кој било кој што бара некој здравствен совет, прва реакција би било треба да се описмениме, не сме доволно писмени, како да кажем, дигитална не можеме да процениме вистина од лага или од полувистина. Тоа е глобален проблем. Тоа се рефлектира на нашето население, меѓутоа исто е и во Америка, и во Аргентина, и во Јапонија и така натаму. Значи, проблемот постои, само магнитудата на проблемот е различна. Јас би пробал да се свртиме кон нас како здравствени работници и да видиме што можеме ние со тоа да направиме. И тоа е нешто кое што се дискутира во научната заедница, колку ние сме успешни во справувањето со тие мисинформации, дезинформации. Така што мислам дека и ние треба повеќе да направиме. Нашите наоди, нашите препораки да бидат повидливи, да пробаме во оваа дигитална ера да ги задоволиме стандардите на видливост колку што може поголема. Има примери, има универзитети во светот кои што изворедно ги пренесуваат, изворедно ги комуницираат своите пораки со јавноста, така што не треба ние сега во моментов нешто да измислиме, туку да видиме што е добра пракса за да може прилично едноставна информација да произлезе во форма во која што ќе биде приемчива за јавноста, без претерано да комплицираме. Знаеме дека за тоа стои сериозна наука, меѓутоа човекот кој што чита не го интересира таа наука која што ние ја продуцираме за една обична препорака да се појави. Кога ќе се појави некој индивидуа под различно име, различен наслов, ќе ја пласира истата порака со малку во двоизменета ситуација и ќе каже сега овие ме удавија со нивните параметри, а овој човек ми ја каже едноставно, меѓутоа тој човек понатаму нема да продолжи со научни докази, туку ќе почне да ја врти приказната, онака како што не му одговора. Најчесто тоа е за профит. Така што треба да пробаме и ние кон нас да се свртиме, да видиме каде грешиме во комуницирањето на пораките, да не бидиме отпорни кон промени, затоа што промените неминовно се не доаѓаат, туку се дојдени и живееме. Не е 5 до 12, туку е далеку по 12 По 12. Да, и никаде пред крајот можеме ли никако да ги мотивираме и инспирираме гледачите? Ги споменавме тие превентивни прегледи што задолжително треба секој да си ги направи на било кое поле во поглед на здравјето, нели? Но што вели и СЗО, можеби има некои новитети годинава во поглед на здравјето генерално кај луѓето. Што е она што можеме да им го потенцираме, бидејќи тоа пред малку нели го рековме за обичниот граѓанин, треба нешто појасно за да му биде дадено до знање што треба да прави. Да, мојата основна препорака е, например, на секој кој што му ја кажуваме да проба да си го слуша своето тело. Нашето тело дава определени знаци кои што не треба да ги игнорираме и тоа треба да биде освен она кое што ни е задолжение. Значи, кога ќе се роди детенцето, бебе, па знаеме, треба за една недела да појдеме ова да го направиме, вакцина да прими тогаш, па за еден месец таа контрола и така натаму. Ќе влеземе во училиште, ќе одиме на систематски прегледи, кои што исто така би требало да го следат нашето здравје. Кога ќе излеземе од тој систем, односно на како индивидуи кои што треба сами да се грижиме, треба да пробаме да создадеме една навика која што ќе го следиме своето. Ако сме вработени, ќе одиме на овие превентивни систематски прегледи, кои што исто така, иако немаме некаков сериозен вака здравствен проблем, видлив, може би нешто ќе откријат, а потоа во секое време да го слушаме своето тело и да видиме, ако има некои промени, да видиме да ги некаква комуникација да направиме со нашиот лекар, макар и само разговор, ништо повеќе од тоа. Така што
мојот совет би бил тука. Така што тоа се и препораките и на овие светски, да речем, организации кои што се грижат за нашето здравје. И генерално од година во година, без разлика на мотото, пораките во однос на грижа на нашето здравје се тие. Само уште еден момент, рековме дека сме пред крајот, но сметам дека и ова е особено важно и ние треба да го изоставиме. Физичкото и психичкото здравје се една целина. Никако не би можеле да ги издвоиме. Ако сме физички здрави, нормално дека и психата треба да ни биде како што треба и обратно. Во однос на таа целина и сите сме под голем предизвик во ова време во кое што живееме, во однос на психичкото здравје, стабилноста или како велиме менталното здравје. Па и овде треба да вметнеме таа порака или препорака или како најдобро во овој период, не знам дали ќе биде соодветен терминот, ако речем, се избориме со оглед на тоа што ние можеби не можеме да ги контролираме внатрешните настани, но апсолутно тие ни влијаат. Може да го контролираме тоа како се чувствуваме, но чувствата пак се природна работа и од тука веројатно повторно предизвик за тоа како се чувствуваме, па кои ни се мислите, па како тоа влијае на физичката симптоматологија. Се плашам дека нема да имам конкретен одговор, затоа што мојата експертиза го надминува она што вие сега го прашавте. Веројатно ќе имате и гости од фелат на колегите кои што се занимаваат со психијатрија, со психотерапија, психолози и така натаму. Поврзаноста на физичкото. Меѓутоа, таа симбиоза е неопходна. Значи, живееме во време кога менталното здравје е под силни атаки од сите страни и навистина треба да имаме силен карактер за да може да ги издржиме сите овие ситуации кои што се случуваат кај нас. Мислам дека на Македонија и треба генерално помош во однос на менталното здравје. Овие ситуации што се случуваат и вестите кои што ја гледаме, малку разговаравме пред почетокот, ни покажуваат дека менталното здравје на нашето население треба да се обрне внимание на тоа. Со години е тоа запоставувано, а препораките на Светската здравствена организација да се вратиме на тоа се дека незаразните болести и менталното здравје. Во септември во Њујорк ќе се одржи состанок кој што се случува еднаш на 10 години, кој што ќе се фокусира на напредокот во спречувањето на незаразните болести, од кои што да речеме ни умира над 90% од населението кај нас, и менталното здравје како посебен ентитет кој што придонесува и за појава на незаразни болести, меѓутоа и за други болести кои што се поврзани конкретно со нервниот систем. Така што треба многу да се работи на тоа. Јас се надевам дека и во јавноста работиме малку за да помогнеме по таа. Па и ние се трудиме постојано да зборуваме за тоа колку е важно да се негува менталното здравје. Доктор Игор, ви благодариме за гостувањето и за корисните совети што еве заеднички на овој начин го одбележавме овој важен ден, како што вие рековте, празник за сите од медицинската фела, денот на Светскиот ден на здравјето. Благодарам за поканата уште еднаш.